изгубил пари, па сега да си ги врата е еден круг, еден процес кој што никогаш не се опира. Внимание, зборуваат граѓаните. Зошто толку имаме казина и кладилници? Зошто луѓето тука во Македонија се коцкаат? Помислам дека е многу низок стандардот на живење. Затоа што сме баш сиромашна земја, луѓето всушност се очајни и се надеваат дека некако можат да заработат. Заради тоа што живееме во посиромашна држава, луѓето мислам дека гледат излаз у казиното. Владите се многу ниски, луѓето единствената надеж ја бараат во игрите на среќа. Па вајда профитот. Искрено претпоставам дека почнува ради забава, после тоа прераснува во навика, во лоша навика. Има кладилници и казина затоа што прават пари, затоа што е профитабилен бизнис. Како се навлекуваат луѓето и какви се последиците од тоа? Мислам дека е доста лесно да се навлечеш, ги има на секој чекор. Првиот пат може земал пари од тоа, па сега се надева дека пак ќе зема пари, па изгубил пари, па сега да си ги врата е еден круг, еден процес кој што никогаш не се опира. Едноставно е само брз хај, допамин. И лагата дека ќе успееш без воопшто да се потруди за нешто. Поглавно се навлекуваат луѓето со мали добивки, со некоја си моментална среќа. Луѓето имаат некаква надеж за да добијат нешто повеќе од тоа што добиле првично или претходните пати. Генерално никој не заработува, коцкарниците се така конструирани, така направени за тие да имаат добивка, а не луѓето, народот. Можните последици од тоа? Губење на све што имате во својот живот. Можете својата љубов да изгубите, имотот, родителите и се може да изгубите. Како да се намалат штетите од коцкањето и кладењето? Па предпоставам мора да се намалат бројот на коцкарниците. Ако имате на секој 10 метри кладилница, предпоставам ти влегува во главата дека е окей. Се намалат тие отварање на толку многу казина бидејќи ги имаме во огромен број. Ете, ако некој сака да се коцка, треба да отпатува некаде, не знам, измислам сега 50 километри далечина од неговото место на живење. Треба да му се укаже на луѓето дека не е таму излез. Има многу начини на кои што можат честно и сигурно да се заработат пари. Се сеќавам кога помали ни држа за дрога, за зависности од дрога, кога некои предавања, работилници нели по школиве, веројатно тоа е еден од начините да се подигне свест. Посебни програми да се отворат, треба да има повеќе разговор, комуникација, дали тоа да бидат психолози, дали да бидат сепак центри за одвикнување. Било центар што може да им помогне на тие луѓе. Дефинитивно треба да се отвори, треба да има различни програми каде што луѓето можете да побараат помош. Што би направил за да ги заштитиш младите од коцкањето и од обложувањето? Па, мислам дека треба да се воведе некој предмет, мислам дека треба да се затворат повеќето од кладилници и го поддржам потегот што беа затворени онлайн кладилниците. Предавања, значи да се запознаат уште од мали години децата со тоа какви се зависностите. Па мислам дека дури би било добро и да има некои си застрашувачки примери видеа. Предавања или што да малку да се подигне свеста и да се соочат, не знам, помладиве со последиците. Јас лично би забранила малолетници на пример да влеваат во кладилници. Пред се да се намали бројот во населени места, да нема толку многу во места каде што има толку млади. Казината нека се седат во Гевгелија на граница или ако сакаш стварно да се коцкаш, треба да биде малце потешко достапно, знаеш, да излезеш од градот. Ако е тука, јас се разбира ќе отидам. Ако ми е овде пред зграда и немам што да правам, ќе одам во казино, наместо да фатам да читам книга или да одам на кино. Дали глумци, пејачи и спортисти треба да рекламираат кладилници и брзи кредити? Не. И многу е лошо што гледаме примери од глумци познати личности, заради тоа што они имат пари. Он може и да оди да се коцка и пак него му остануваат пари, заради тоа што има многу и во сефови, и во банки и секаде. Мислам дека не треба нив да гледаме пример. Внимание, зборуваат граѓаните.